функција има мал временски период да ги се огледаат грешките кои што ги имало и не можеле да интервенираат за истите. Има толку многу контрадикторни нешта кажани во целиот овој обвинителен случај. Од една страна се вели дека лиценцата е фалсификувана, а од друга страна се вели дека е истечена. Во двата случаи значи дека дел од институциите кои што биле на власт, тоест и се уште се на власт, од тие 10 месеци, од кобниот 16 март, ниту еднаш не цирнале во своите архиви дали навистина кабарето има лиценца и дали му е истечена. Истечена била 23-та година. Луѓе, инцидентот се случи на 16 март 2025-та. Не е инцидент, масовното убиство се случи. Тие се на власт повеќе од 10 месеци. Дали сакаат да ни кажат дека во тие месеци не мрнале со мал прст и не разгледале ништо што им оставиле предходниците? Продолжиле така да седат плати врата, земај плата. Кој ќе седе на фотелите? Тоа е срамно. Кој ќе седе? Ја следев вчера изјавата на градежниот инспектор од Кочани, кој многу убаво кажа: има подпишано X решенија за рушење на диви објекти. Над 700 и нешто кој што решенија. не е срушен еден од 2015 година, затоа што според закон истиот тој немал право да даде наредба за рушење, иерархиски гледано требало тоа да го стори градоначалникот. Исто е се понатаму со повисоките ешалони. Значи во овие 10 месеци никој ништо не направил. Не бараме ние вина во полицијата. Полицијата стоела затоа што им рекле да стојат таму. И полицајците се изманипулирани цело време. Полицајците се изманипулирани затоа што не партиски. влегле, затоа што некој им рекол дека не смеат да влегуваат. Полицајците отишле на друго место затоа што некој од повисок ешалон им рекол нема да одите сега таму, ќе одите ваму. Исто како кога мојот чек мене ќе ми рече ти нема денес да го пишуваш тоа, ќе го пишуваш во. Си ја наведнуваш главата и работиш како што ќе ти каже. Е така. Што значи ние бараме само кој таа вечер ја смени наредбата, место во пулс да се прави претресот во 12 часот, да се прави во 2 часот и 30 минути по полноќ. Кој ја тргна пломбата на крајот на 2024 година кога беше пулс пломбиран за да почне пак да работи? Кој во 10 месеци не согледа, имаат тие кадри во управа за јавни приходи, дека двете фирми немале валидни сметки? Како бараат од нас да плаќаме сметки за вода, струја, телефон? Еден месец ако не платиш, те исклучуваат. Вториот, веќе си неизвршител. Тука нема милост. За нас нема милост за една пакетка смоки ако не платиме. А за другите може се. Ова е веќе срам. Криминалистичкото одделение во МВР Кочани не знаела дека лиценцата не е легална? Сигурно знаела, ама таа партиски пацов. Тоа со лиценцата не е толку искрено ни битно, затоа што со тоа се дава фактички и легитимитет дека треба да се апси пред доаѓањето на оваа власт. Значи 10 месеци, а Панче Тошковски е повеќе од 10, он е година и 2-3 месеци, он е од пржинска власт. Уште Што значи, колошо. ако постапил инспекторатот овие 10 месеци, ако постапило Кочанската полиција, СВР Штип, немаш ова се случи. Немаш, И тоа е апсолутно нивна вина. Нема, апсолутно, нека се вратат назад до 91-а, ако Никој не се љутиме ние за тоа. Тие од 10 од државниот пазарен инспекторат, СВР Штип, ова Кочани, они се неодговорни. Тоа е работата. Затоа што 10 месеци може ова да го Кои се коригираат. притворени улици? Сега вадат дека од 22 кабариња и дискотеки, дали 18 само може да